Поновно сме тука, јас и Линче и нашата наставничка По математика. по математика. Добре дојде. Добре ве најдов. Денес имаме час по математика за 6-то оделение. Денешната лекција ни е наоѓање дел од количина. До мен да се израдуваат те наставнички. Ајде, дел од количина да најдеме. Овдека имам неколку ленти кои што сите се со еднаква должина. Еве првата лента да ја превиткаме на половина најпрво. Како ќе го направиме тоа? Преклопуваме само на овој начин и добиваме половинки од лентата. Така. Сега, значи иста ваква лента со иста должина, овој пат да ја превиткаме на 4 дела. Што треба да направиме? Откако сме ја превиткале на половина, да ја превиткаме уште на половина и ќе добиеме 4 еднакви дела. Еве лентата разделена на 4 еднакви дела. Ако иста таква лента со иста должина, сега сакаме да ја поделиме на 8 еднакви дела, че откако ќе ја превиткаме на половина, ја превиткуваме уште еднаш на половина, на тој начин добивме четвртинки, и ако превиткаме уште еднаш на половина, ќе добиеме осмини, односно лентата ја поделивме на 8 еднакви дела. Сега малце е потешко, доколку треба лентата да ја превиткаме на 3 еднакви дела. Што ќе направиме? Значи повторно имаме лента со иста должина. Еве ни лентата. Што правиме? Зимаме еден дел од лентата, но не го превиткуваме на половина. Гледаме колку ни останува овдека и местиме да се преклопи да биде должината со она што ни остана надолу. Тогаш имаме поделено на 3 еднакви дела. Односно, лентата ја поделивме на третини. Ајде сега да дадеме вредност на оваа лента. Речеме дека е долга 24, не е битно дали се милиметри или центиметри, вредност нека има 24. Можете ли сега да ми кажете колку ќе биде една половина од лентата? Ако целата лента е 24, поделиме на 2. Поделена е на 2 дела, значи едната половина ќе има вредност 12. Одлично. Како најдовме дека е 12? Затоа што 24 го поделивме со 2. Така, бидејќи лентата беше поделена на 2 еднакви дела, значи вредноста на лентата беше 24, па затоа 24 го делиме на 2 и добиваме дека една половина од 24 е 12. Колку ќе биде една четвртина сега од истата оваа лента, која што е со должина 24? Како ќе пресметаме? Треба да ја поделиме на 4 дела, тогаш ќе ја поделиме со 4. 24 ќе го поделиме на 4. На 4 ќе добиеме дека една четвртина од 24 е 6. Одлично. Ајде да видиме ако треба да најдеме колку е една осмина од истата оваа лента. Тогаш ќе биде 3. Така, 24 го делиме на 8, бидејќи имаме 8 еднакви вакви делчиња и ќе добиеме 24 делено на 8 е 3, односно една осмина од 24 ни представува 3. А колку ќе ни биде една третина од истата оваа лента? Па тогаш ако е 24 го поделиме на 3. Ќе го поделиме на 3. Ќе добиеме 8. И ќе добиеме 8. Значи, една третина од 24 ни представува 8. Да. А што доколку требаше да најдеме колку е вредноста на двете третини? Што ќе направевме тогаш? Имате идеја? Како? Значи, знаеме дека една третина е 8. А треба да најдеме колку е две третини од 24. Што всушност ќе треба да направиме сега? За да најдеме колку ќе бидат две третини. Од ова 24 ќе го веќе знаеме, значи дека една третина е 8. Тогаш две третини колку ќе бидат? Тогаш две третини ќе бидат 16. Зошто се 16? Бидејќи ова беше 8, едната третина и оваа една третина е 8, значи 8 и овие 8 се 16. Значи, две третини од 24 ќе ни биде 16. Да. Што ако требаше да најдеме, еве да земеме нова лента, овој пат лентата нека ни е поделена на 5 дела. И ајде вредноста на оваа лента нека биде 45. Една петина
од 45 ќе биде колку? 8. 9. 9, пардон, 9. Добро, дедо мене, бидејќи извини. 45 поделено на 5 е 9. А колку ќе бидат сега 3 петини од 45? 27. 3 пати по 9. Ете така, значи веќе го најдовме принципот на решавање кога треба да најдеме дел од некоја Така. количина. Значи количината која што ја имаме, ја делиме најпрво со бројот на делчиња за да видиме колку е вредноста на едно делче, а потоа множиме со бројот со колку што ни се потребни Така. делчиња да пресметаме. Че во случајов имавме за 3 петини, па затоа помноживме вредноста на едната петина со 3. 3. Ајде ако имаме лента поделена сега на 9 дела, ќе ми најдеш сега Лина, исто нека е вредноста еве 45, колку ќе бидат 2 деветини? Ако едната Една деветина? една деветина, ако е 5, тогаш ќе бидат колку треба да 2 израчунаме? деветини еве за почеток? Значи 10. 10. Браво, Линче! Сега со малку потешко може? Ама ајде дедо сега. Менде. Ајде сега дедо Менде. Да ја провериме меморијата на Дедо Менде. Ајде! Дедо Менде, колку ќе бидат 7 деветини? 7 по 5. Колку е? 35. Браво, Дедо Менде, имаш одлична меморија, значи. Аре, стара коска! Тоа дека шах играм секој ден. Сега не играм, не ме пушта на моја да излагам од дома. А сега да видиме обратна ситуација. Значи, кога знаеме колку е вредноста на едно од делчињата, а не ја знаеме вредноста на целата лента. Ајде прво ќе почнеме со попростите малца. Еве, со третините. Да предпоставиме дека вредноста на оваа третина е 5. Како ќе најдеме колкава е вредноста на целата лента? Значи, едната третина има вредност 5. Како ќе откриеме колку е долга целата лента? Па ако е една третина, тогаш значи дека има 3 дела и тогаш едната третина ако е 5 ќе ја помножиме со 3. Одлично, браво. Значи, бидејќи знаеме дека едно цело содржи 3 третини, а вредноста на едната е 5, а ние имаме 3 такви делчиња во целата лента, ќе треба тој резултат да го помножиме со 3 и ќе ја добиеме вредноста на целата лента. Добро. Ајде сега. Ако знаеме дека 2 петини од лентата е 20, колку ќе биде целата лента? Ако 2 петини, Сега 2 петини, да. тогаш тие ако двете петини ќе ги поделиме прво на 2. Одлично, браво Лина, одлично размислување. Значи најпрво ќе најдеме колку е вредноста на едната петина. И потоа ќе ја помножиме со 5. Одлично, браво. Значи, овдека сега ни беше дадена вредноста за двете делчиња, за двете петини дека е 20, тоа значи дека едната петина има 10. половина од оваа вредност, а 20 поделено на 2 ни е 10, значи вредноста на една петина е 10. А ние бидејќи имаме 5 такви делчиња, 10 по 5, вредноста на оваа лента, односно должината ќе биде 50. Браво, Линче! Многу си бистра, многу убаво Бистра сум Дедо Менда. Браво, Линче, браво, браво. Ајде сега одиме со малку на таблата ќе попишуваме. Ајде. Може ли сега да најдеме колку ќе ни биде една петина од метар, но изразено во сантиметри? Како ќе бараме сега вакви количини да видиме? Може само да ни кажете како тоа да го запишеме на таблата. Значи 1 врз 5. Една, пардон. Вака, добро. Од 1 метар. Од сантиметри тоа е 100 сантиметри. Тоа кој знак треба да го Во ставиме? случај ќе спишуваме со зборови, па да се ќе објасниме како се запишува математички. Од 1 метар. 1 метар. Да, еднакво на и да видиме колку. Добро, можеме и кратинката веќе за метар да не зафаќаме простор, само на. Вака. 1. Добро. На. Еднакво на и да видиме колку центиметри ќе ни биде тоа. Значи, вака како што е поставено на почеток, не изгледа комплицирано, затоа што кажавме, дека ќе треба целото да го делиме на 5. На 5.
а веќе имаме проблем еден да го поделиме на 5. Така. Но затоа што имавме во одговорот не ни се бараше метри, Не ни туку се бараше сантиметри. А знаеме дека во 1 метар има 100 сантиметри. Одлично размислуваш, Лина, браво. Значи, што требаше прво да направиме? Да го претвориме Метрот метрите во сантиметри. сантиметри, така. Значи, и потоа уствари ќе треба да најдеме колку е една петина од 100 сантиметри. И тоа ќе ни биде колку? 25. 20 20, добро, 20 пардон, се збунев. сантиметри. Одлично. Ленче, збунета си мине. Да, 20. мора да признаеме дека е одлична. Одлично, малку има трема. Така, од трема Немам е. трема, ама си некоја друга логика во глава. Само да запишеме единицата мерка, дека се центиметри таму, Да. цм на крај кај 20-ката. Добра. Одиме со следна задача да најдеме 1/100 од килограм. Опа! Ова Избриши Што е се, ова? Линче. Се, како се бриши ова? Тука сте сти. Не знам, мене ми се... делит долу. Лина, долу делит, овде кај на средината делит. Аха, Делит. делит. Ајде, вака ова ќе го избришам и ќе... Добро. Кажете следнашто 1/100 наставничке. од 1 килограм изразено во грами овој пат. 1/100 од 1 килограм. 1 килограм Така, 1 кг. кг. Еднакво и празен простор ќе оставиме да го изразиме значи ова во грам. Така, значи килограмите ќе ги од претвориме во грамови. Во 1 килограм има 100, има 1000 грама. грами. Значи сега треба да најдеме 1/100 Стотинка од 1000, а тоа ќе ни биде 10. 10. 1/100 од 1 килограм ќе бидат 10 10 грама. грами. Добро. Ајде вака сега да Лина, јадеш јагоди? Многу. Да. Да претпоставиме дека дедо Цветко ти донел Дедо Менде! Дедо Менде, се извинувам. Дедо Менде ти донел 42 јагоди, Добро. а ти се изела 3 седмини од јагодите. Да видиме колку е тоа всушност јагоди што се изела. Значи на 7 дела треба да ги поделиш јагодите, Линче. Чекај, дедо мен, зошто? Немаме ова ми се време, уште појавува? една минута имаме. А, уште една Линче, биди минута побрза. имаме. Добро, ајде, Ајде. вака. Значи, наставничке, како? Рековте 64 јагоди? 42 јагоди 42 донел јагоди. Дедо Менде, 42 јагоди. Алина изела 3 седмини од тие јагоди. Сега се ме враќаме на она кога ме праша што да пишеш Да. преска, ти кажав со зборови. Значи Сега треба да го математички всушност бидејќи множевме делчињата, треба да се запише по 3 седмини. По? Наместо од, понатаму веќе пишуваме по 3 седмини. седмини. И сега, како што ни спомна и Дедо Менде, значи сега треба најпрво 42 да го поделиме на 7 7. Добро. и потоа да помножиме со 3. Добро, 6 по... значи, како? 42 поделено на 42. 7 е еднакво на 7. Бидејќи Добро, всушност да. имаме сега множење на број со дропка. Така. Но правилото ни вели пред да помножиш, бидејќи се множи бројител со бројител, именител со именител, а пред да помножиш провери дали има нешто за кратење. Во случајов 42 и 7 се делат. Се Значи делат. таа е И всушност тоа треба постапката. вака, вака. Така. Тогаш- Кога ќе поделиме овдека 42 со 7, ќе ни 7. остана тука само малце. Ќе остана тука 6, 6 по овие 3 ќе ни даде Добро. 18. 18. Значи Лина изела 18 јагоди. Значи да повториме само уште еднаш накратко постапката. Кога бараме дел од количина, дропката ја множиме со количината од која што бараме. Но постапката е истата на оној начин кој што решававме кога објаснувавме. Значи, целото количината ја делиме најпрво со именителот за да видиме за едно делче колку имаме и потоа множиме со онолку делчиња за колку што треба да пресметаме. Чекај, дали е 6 одговорот? Не е 7? 42 го делиме со 7. И 6 по 7, 42. 6 по 3, 18, да! Да, сега ја се збунив. Леле, Линче, многу јагоди изеде. Дедо мен, да.
Добро, правиме пауза, имаме 7 час.